Ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. Mala, mala, mala grupa pederi, ovde ko bogadani. Mala, 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 mala nije da, Slovaka je mala, mala kuća dojma. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега? Како и до сега. Па и ако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. А сега, против хипертензија, малку поезија за добра ноќ. Ко ќе паднеме од власт. Ко ќе паднеме од власт, никој нема да ни пушта пораки за нова година. Ко ќе паднеме од власт, месарот наместо телешко ќе ни спакува говецко. Ко ќе паднеме од власт, на улица ќе бегаат од нас како од мрднати. Ко ќе паднеме од власт, ќе не гледаат ко шугави или дртнати. Ко ќе паднеме од власт, конобарите ќе ни плукаат во салатата и ќе ни се мочаат во жтата. Ко ќе паднеме од власт на регистрација, никој нема да забележи дека не ни кочи колата. Ко ќе паднеме од власт, никој ќе нема цигари да ни донесе. Жените ќе не остават, децата ќе не заборават, комшиите од нас ќе бегаат кога ќе паднеме од власт. Кога ќе паднеме од власт, нема да имаме джандари, нема да имаме суди, нема да имаме криминалци да не чуваат, да се сликаат со нас, како кога бевме на власт. И сите ќе сакаат да не напупат кога ќе паднеме од власт, ќе сакаат да ни го бапнат со сласт, да ни ги земат парите и швалерките, да ни ги конфискуваат зградите, да ни ги соблечат тренерките, панталоните, гачите, да ни се изживуваат силно, кој што се изживувавме ние. Сите ќе сакаат, да, но кога ќе паднеме од власт, ќе биде гъс преку глава. Ќе викаме, Кале, не давај, а на Кале Стојко не му чуе. Земаат ново дете маме да ни расплаче, да не тепа, а да не ни дава да плачеме, кој ќе паднеме од власт. А ќе паднеме од власт, зашто власта не е наша крава, зашто народ зима и народ ја дава, зашто куче машто јаде на крај стапот го јаде, така тоа бива, кога голем залет земаш, а кратка писта имаш. Кога ќе паднеме од власт, колку заебано ќе биде. Избори, 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 избори. Викавме конеарни 4 години, ама джабе, пак си дојдовме на редовниот термин. И секојаш кога ќе дојдат избори се јавува некакво чувство на надеж дека нешто ќе се промени. И ќе отидеме, ќе гласаме и после ќе не спакува калето и пак ќе се вратиме во нашата мизерија. Пред некој ден гледав некоја анкета помеѓу обичните граѓани за тоа како е во Македонија. За разлика од Пендарко, кој тврди дека тече мед и млеко и по некоја чајна салама за народот, луѓето по улици буквално сите го кажа истото а се однесуваше на ова. Значи вака велат: катастрофа! Никогаш полошо не било. Ужас! Беда, сиромаштија, бе, страшно, ова не е нормално. Избори, избори. А тоа беа само дел од фразите со кои граѓаните го опишуваа владењето на квинслинзите од СДС и ДУИ, кои умреа од радост дека собрале потписи за Пендаровски, а тој љубави веднаш се закани дека готово било. ВМРО давало лажни анкети, а според вистинските анкети СДС е веќе на 50 пратеника. У себе сигурно си рачуна 3 од карти на ДУИ, односно 10 пратеника, а веќе се гледа себе си како го увалил газот во фотелијата уште 5 години да дреме и да допродаде што има од државата на неговите странски ментори. Но да видиме што ние како народ добиваме, а што добиваат политичарите на овие избори ако ги гласаме.
Како прво, ние онакви какви што сме сиромашни, буквално за овие 30 години не добивме ништо, а од Заев и Булјументава и тоа ништо ни беше одземено и сега сме чираци во сопстрената земја. Второстепен народ, без пасоши, без здравствена заштита, со неизвестна иднина во најсиромашната земја во Европа. Нас не лажат, ние одиме ко телиња, ги гласаме и наместо подобар живот, отворен пазар, демократија, шанса за секого, добивме предавства, арамилак и корупција. Едно големо ништо. Компир нула. Избори. Добиваме мизерни плати, мизерна социјална помош, мизерни здравствени услуги, мизерна екологија, загадување, непрофесионално, спори и арогантна администрација, високи даноци, извршители и коцкарници. Тоа е оно што го добиваме. Ајде да видиме зашто ги гласаме, што добиваат политичариве. Како прво, добиваат власт и наместо да ја користат за доброто на сите и напредот на државата, тие ја користат за криминално богатење. Потоа добиваат огромни плати, по 2000 евра за пратеници и директори, потоа управни одбори, вработување во лежачки фирми, патни трошоци, дневници, потоа добиваат службени коли, бензин, сметки во ресторани. Што добивате вие што ги гласавте, а? Пак ништо, компир, избори. Ништо. 140 денара за студентите дневно. Па уште таче се фалеше со тоа. Каков срам. Не знаат студентиве дали да ги јадат или да ги гледаат. Па намалени субвенции во земјоделие, во приватно здравство со оган цени. Полагање на возачки испит по 10 пати, нели, за да лапат папари, инспекции, даноци. Тоа добивате. А што добиваат политичарите? Добиваат кркање бифтеци по смешни цени во собраниското бифе, нови мобилни телефони, платени сметки, некои добиваат станови да живеат тука и многу тендери. Само паметот им е во тендери или едноставно кажано ограбување на даночните пари во државната каса. Тие не ја крадат државата, тие ве крадат вас, тоа е сите нас, а од парите кои ги двоиме за даноци, царини и нели други давачки. Дали знаете дека кај нас единствено во светот ДДВ се наплаќа по издадена фактура, а не по наплатена фактура? Се товари бизнисот на неплатеното. Тоа е исто како да не сте добиле струја, а морате да ја платите. Мада морам да кажам дека и тоа го има кај нас. И така политичариве не ограбуваат масовно, и македонци, албанци, и по некој влав, турчин, србин и ром, по некој бошњак и сите други. И затоа, ако барем морате да гласате и да излезете и да им ја дадете власта, направете барем еден критериум по кој ќе го дадете, нели, вашиот ценет глас. Не по лепота, не по јадење лајна на телевизија, не по партија, гласајте по лично убедување. За кого? Сега ја ќе ви кажам за кого, што е проблем. Не дека сега ми се мешам, ја ќе ви кажам за кој да гласате. Јас ќе гласам за оние кои најмалку лажат. Таква градација направив. Ако некој лаже, значи и краде. Кој најмногу лаже или ич не краде, а уствари кој најмалку лаже или ич не лаже, тој изгледа и најкадарен. Значи, не гласајте за досегашниве лажговци. Па не отруе со лажење, не изгоре од лажење. На лажговци глас не им давам. А кои се тие? Па многу добро ги знаете. Кој ве лажеше 6 години. И не само што ве лажеа 6 години, секој ден ве лажеа по 10 пати во тие 6 години. Затоа памет до глава и гзот до зид.